Книга од Битолската, а сега веќе на широко позната благодарение на издавачката куќа Сакам книги, нашата Гордана Такица. Како книжевник морам да кажам дека од ова дело Капинјера едноставно останав без зборови и им ги препорачувам тоа првенствено на моите колеги кои го предаваат предметот македонски јазик и историја. Зошто? Затоа што е неисцрпна книга на факти кои што се на еден меланхоличен начин спакувани во роман. Битола за време на Втората светска војна. И сега ќе се вратам во почетокот на мојата младост, имав можност да се запознам со Димитар Такецот. Горе-долу сите го познаваме како хроничар на Битола пред се. Јас имав можност да сработувам со него додека работев како волонтер конференције во Македонското научно друштво овде во Битола. И од него имаше што да се научи. Она што го следеше неговиот животен пат беше таа елегантна авангарда и мислам дека не го напушти до крајот. Се сеќавам 1. мај, кога си замина од другата страна на стварноста, многу луѓе кои што го познава, само остана едно ономатопејско ах, затоа што дефинитивно, кога ќе си замине еден човек од овој свет, како да завршува една епоха за човештвото. Човек кој ќе изгуби еден родител, тој ќе научи да лета со едно крило. Неверојатно кога ќе ги изгуби двата родители, неопходно да научи да лета без крила. Така е доживеав Капинјера. Така е доживеав Гордана Такица во ова книга, бидејќи имав можност да ги читам нејзините први ракописи и сега е најновиот, се надевам немој да ме разочараш овој да биде последен, затоа што после ова дело на вистина има уште што да каже, се уште треба да курне по себе. Такицот вели самољубовта е вечна, исто како и уметноста. Во ова книга, нема да ги раскажувам многу кратко, ќе ви оценам од вашето драгоцено време. Нема ништо специјално, посебно да прочитате. Тука ќе прочитате за Битола, како се развивала, како била бомбардирана во Првата светска војна, што се случувало во Втората светска војна, кои биле евреите во Битола, какво значење имале евреите, и се стретнете со човечки судбини кои што и денес ги имаме во Битола, ништо непознато, но со сите тие судбини ние не се соочуваме вака толку близко како кога авторот ќе ни ги даде. Пак, на послужавник. Младешката љубов на Такецот е централната љубов, но тука остава трага и Сами, докторот Сами и Мина, тука е Кочо французот, тука има еден битолското раскажување, мило ми е што него не те напушти на Такецот што го имаше, битолските изрази и битолскиот наратив во раскажувањето, затоа што посебно зрачи кога домашен автор раскажува домашна позната тема. И не е чудно сега додека доаѓав овде, поминав покрај Свети Димитрија, местото каде што ја овековечија својата љубов Такецот и Луна на 1. март, 11. март, така што после читањето на книгата верувам дека ќе ви се случи да ги препознавате многуте места, Кланичка, центарот на градот, по линијата каде што биле во минатото и така натаму широк сокак, не бил толку згужван како што е сега. Корзото во Битола, забраната на средбите на младите дека смеат да излегуваат до одредено време, а не да лутат, кој што е сега не модерно. До раните утрински часови, ќе
една поинаква култура. Значи, колку и да повторно се потврдува фактот дека Битола е раскрсница на Балканот. Бидејќи, тука се спомнати, она што најмногу мене ме потресе, дека на крајот од приказната, дека сепак муслиманите, на христијаните, на некој начин или евреите се христијани, им подаваат рака. Значи, сите сме браќа под ова сонце. Исак, на крајот, останува жив благодарение на подадената рака на комшијата муслимани. Што треба да посакаме, ете, денес е Великден, трет ден Великден, што можеме да посакаме дополнително? Сите сме браќа. Такецот, сакам да говорам за такецот и за неговата љубов сега од такецот бидејќи беше човек со широки погледи. За него не постоеше бариера кој што тој не може да ја совлада. А тоа го научив читајќи ги неговите хроники за Битола, неговиот речник кој што го има направено со битолски изрази кои што се типични за битолскиот говор. Не е само јазичар, не е само историчар, тој е сеопфатен интелектуалец за Битола кој што направи огромно дело според мене. Тука рамо до рамо се со Владимир Костов и неговото црквиче, бидејќи тие ги откорнуваат раните на Битола и се трудат да ги излечат. Евреите во Битола, како што пишува и на крајното писмо, зашто евреите од Бугарија не се однесени во Требника, туку само од Битола. Да го кажува. Безкомпромисно, тој не прави компромис во науката и во книжевноста која што ја твори. Значи, тој јасно кажува дека фашистите се тие кои што ги одвезуваат евреите на екскурзија, така наречениот пекол Требника. На 11 март пред една година тој се венчава со неговата љубена, со неговата капињера Луна. За по една година таа и неговата ќерка Луна, која што е крстена по нејзината баба Сара, а тој не знае, бидејќи тука не владеат бариерите, дека тој е македонец, а таа е еврејка, таткото става бариера на нивната љубов, но сепак тоа девојче ќе се роди, тоа бебе ќе се роди плод на нивната љубов, но за жал тие завршуваат во пеколот наречен Требника. Што треба да научиме? На крајот, јас сепак не извлеков пуката од турчинот, кој што му подава рака на Исак, последниот останат од фамилијата Ројсти, дека сите сме браќа под ова небо. И ќе се изразам со зборовите на Црноризец Храбар, затоа што такецот ја имаше таа авангарда во секој случај, и се надевам дека сега негде од некој ќуч од Вселената се заедно или мавкат, верувам во тоа, дека љубовта победува се. И она што авторката најверојатно би го пишуваше, а ние скоро го коментиравме, љубовта е едно космополитско чувство. И таа е за безстрашни. Немојте да се трудите да љубите ако немате сила да се жртвувате за таа љубов, бидејќи такецот го направи тоа со ова дело. И она што мене, сакам за крај да го, за да не должам, а ви инспирирам да ја прочитате ова книга, бидејќи дефинитивно јас останав без зборови по некоја случајност. На денешен ден баба ми прави една година од нејзиното заменување од таде стварноста, а беа слични карактери со такецот и ќе ме простите за емотивните зборови. Но ги знам тие, порасната сум со тие генерации и тие генерации беа безкомпромисни, затоа што тие ја изградија татковината. Ова татковина, моментално каде што се наоѓаме, тие ја изградија. Никој друг, бидејќи нашите млади луѓе, мојот прадедо, загина за оваа земја, за Македонија. Не загина ни за Бугарија, ни за Србија, за Македонија. Тестамент. Кога ќе бидам мртов и бел, без двојби, не заменувам цел. На Бога Божијата се поред, на земјата данок снагата. И сатанот нешто ќе скубне, а вам духот ви го оставам. Нека броди по широк сокак. Се зеќавате сигурно на такецот како крозираше ни широк сокак како да е негов.
Кога ќе бидам мртов и бел, сонцето и натаму ќе свети. Пролет одново ќе цути, а јужниот ветер немир ќе ткае. На Великден ќе кршите јајца. Летото по навика ќе жешти, ладете се на духовскиот сап, есента ќе зре и дрочи, а зимата ќе снежи и бели, на Божик Христос ќе се роди. Кога ќе бидам мртов и бел, на последното целување не сакам цимолење и плач, туку класичен евергрин и песна, а може мечтање од Шуман. Заполесно да чекориме со арангел подмишка нагоре, а вие ќе се чукнете со богородичната солза од 50 степени за душа. Кога ќе бидам мртов и бел, на гробот епитаф запишете: ке таму, каде што бев јас, ти сега среќен одиш. Овде, каде вечно ќе сум, ти без друго ќе дојдеш. Ви благодарам многу за вниманието. Сега ви кажам да слушате извадуваc. Најпрво да ве поздравам и јас, вас любители на пишаниот збор. Чест ми е што сум дел од оваа промоција и благодарам на почитуваната доктор професор Гордана Такец што ми дозволи да бидам дел од незината радост денес и честитам. А бидејќи не сум многу искусна во ова, ќе ви прочитам нешто од мене, а потоа и дел од романот. Незините дострели на литературно поле и честитам на авторката за исполнувањето на аманетот, што и го оставил незиниот 94 годишен татко само неколку денови пред неговата смрт. Ја отворил својата старечка душа пред неговата ќерка, знаел дека долгоочекуваната тајна за неговата младешка, но силна љубов еден ден ќе одекне во дело, во романот Капинера, кој ќе сведочи за едно време, за една силна, но забранета љубов, за голготата на еден народ, осуден без да знае зошто и како. Честитки за издавачката куќа Сакам книги, што ја препознала уникатната приказна, го поддржала овој роман и еве го сега пред нас, пред вас. Вам, почитувана публико, ќе пробам да ви ги доловам, да ви го долам тоа време, таа љубов, расплослана на страниците на ова прекрасно дело. Мислев нема да имам трема, Ама отида на нема потреба да се Да. Ти си барем на вакви настани стално. Да, добро, фала ви. Те сакам, тоа сакам да ви го кажам. Знаеш дека е така? Му кажа утрото кога се видоа. Колку беше лична и стројна, дотерана во убава нова блуза, а него секавици уменуваани за утробата. Сама ја шие, се пофали таа, како да му ги прочита мислите, а љубовта удираше како незапирлив рефрен во нивните грла. Сакам да го запрам времето, и рече Такец, да остане вечен овој миг. Таа го гледаше со мил и нежен поглед. Ова не е занес кој поминува, нити копнеш кој ќе исчезне. Ова е љубов, рече Луна. Ајде да заминеме некаде, додаде таа, како долго да размислувала за тоа. Каде? Праша Такец. Доаѓа Валерий. Знаеш, ти раскажував за него. Брат на мојата мајка, живее во Америка. Само 17 години е постар од мене. Секогаш ме нарекуваше мојата мала внучка. Да се обидеме. Да, запраша Такец. Да, а зошто да не? Америка е богата земја. Таму никој нема да ни брани. Да се сакаме и далеку од сите, од овде. Навистина, праша Такец. Јас сум подготвена. Ако се соглашуваш и ако Вујко ми го разбере тоа, да ја скористиме оваа можност, нашата единствена шанса. Сите луѓе ни се познати од слободи се, односно да. Љубовта не бира години, место и време. Тоа се случува најсилното чувство кој остава траги, лузни во човековата душа, исто така ја збогатува во исто време.
Сиромав е тој што не носи љубов во себе. И честитам на авторката, почитуваната Гордана Такец, за ова наративно дело кој е блиско до секој од нас. И честитки за моќта да не пренесе силината на љубовта на двајца млади во едни тешки времења исполнети со предрасуди. Дали да продолжим? Браво. Да продолжим да читам. Ослободи се, душо си да ги познаваш. Да. Сите се Во кои сте биле. Тоа е посвесно од мене, посвесно. Во тој сега веќе пеколен свет, препон со страв, Луна и натаму безмерно го љубеше. Живееше, пулсираше, зборуваше само за него. Плачеше, очајуваше, тагуваше по него. Го сакаше до крајот на светот. Го сакаше во секој миг, во сонот и најаве. Тој и беше се. Нешто без кое не се може. А љубовта, откако ќе ги разгори телата, пламенот посегнува по душата на влюбените. Ете затоа љубовта понекогаш останува вечна. Книгата да ми дадеш. Книгата, Јас реков нешто. Овој роман, насловен Капинјера, ни ја доловува безсмисленоста на војните, ни ги доловува ужасите на едно фашизоидно време и на човековите страдања. И повторно дел од романот за вас, почитували. Не можете да ме разплачите, толку солзи имам пролеано, ки го пишем, што поќе немам, секнати се. Шо да кажете сега, нема да се расплачам. А само 5 минути по полноќ, тој проклето лоши се несреќен ден, 11 март 43-та, Битола беше целосно блокирана. Војската и полицијата немаа милост. Тропаа на секоја врата од еврејското гето. А луѓето во грч, паника, страх. Каде ќе одат? И што попрво да земат? Се работело со години, се печалело, а сега им останува голиот живот. Ги бакнуваат пукнатините од голите зидови, подовите, влезните врати, темелите кои ги изградиле зидовите што им содржале животите. Исправени кон небото со очи полни сумус. Каде заминуваат? Никој не знае, никој не кажува. Колоната полека тргнува во невра. Заминуваат во невра. До крај да одам јас. Јордана, да одам до крај. Јас сам тебе полаба ми малце, многу ми си возбудена. Не сум, се сметам. Можда и дека е така многу интимно тука. Да. Друго е кога е некоја ситуација каде што публиката седи како учениците пратат, а ти си наставничка вака. Некако Не сум била наставничка. Убаво знае да го доне, знае да чита. Да. Ова што остава печето. Без разлика на возбудата. Преубаво. Епа тогаш кога ви се допадна да продолжам. Можете да ја замислите тежината во душата на еден млад човек кој е немоќен да го промени текот на настаните, текот на судбината. Дел од романот. Истата таа година, едно војниче, русин, заробеник, раскажуваше дека во горниот дел на Битола, кај фурните во горното парче, со своји очи видел како закопуваат евреи, живи, во гробовите кои сами си ги копале, и во маларичните мочуришта, близу до Осјенцин, во Полска, според кажувањата на младото војниче, закопани се живи евреи. Ѓубрина ќерко, монструми беа тие пусти фашисти, уживаа во грозниот призор. Евреин да копа гроб за својот другар. Како не се плашеа од Бога. Низ ова дело, во кое е вкаен вистински настан, провејува духот на едно време каде владеат предрасудите.
ја осудуваат една чиста и безвремена љубов на пропаст. Судбина ќерко, ќе рече главниот лик во романот, Димитар Димитровски Такец, со неговите филозофски размисли. Колоната одеше со тежок и бавен чек. Леон, Сара, Ребека, Габриела, Луна со жолтата звезда на челото и со првата рожба во рацете, со малата 3-месечна Сара, точно на денот на годишнината. Годишнината на нејзината венчавка со Такец, 11 март 1943. Дозвелете ми уште малку, бидејќи читајќи го ова дело, останував без зборови, ама и се роја мисли во мене. Авторот, Гордана Такец, единствениот жив сведок за страдањата низ кои поминал нејзиниот татко, за сознанието дека единствено љубовта останува вечна исто како и уметноста, за неговата Луна, за неговата Сара, кој ги носи низ годините на неговиот живот. Избезумен, со распетлана кошула, и бос трча кон еврејското гето, а таму призорот е сраотен, разорен, пустош, молк, мрак, страф, празни куќи отворени кепенци, скршени прозорци и тишина. Мртва, жална тишина која зборува со говорот на мртвите. Куќата на Скендер обвиена во тага. Исак плаче наглас, чини се тресат зидовите. Жената и двете ќерки на Скендер липаат, не можат да се смират. Рамис ја стиска Исаковата рака и тихко зборува. Брате мили, плачи, заедно да плачеме сите. Солени реки се сливаат од нивните очи и капат врз камењата во дворот на комшиската куќа. Уште еден дел ќе ви прочитам краток. Сведоци ни беа нашата љубов, ние самите и нашата заклетва дека вечно ќе се сакаме. Ни беше тоа првиот, единствениот и последниот заеднички ден од животот. Никогаш потоа не ја допрев нејзината убава коса. Повеќе нема да ви откривам за романот, но се надевам дека со нетрпение ќе го прочитате и ќе осознаете дека е толку близок до секој од нас. Благодарам на сите и на Гордана Такец, што ми го возможи да бидам дел од овој настан. Си откорнал болката на неговата душа Такецот, а истото таа болка лази во душата на неговата ќерка. Таа болка, огромна и исцрпувачка, е вткаена во кориците на Капинјера. Самоличност со душа, широка и голема, го чувствуваше тој рескинувачки бол, кој може да го долови и реално да го прикаже. И благодарам. Па некој ако сака да праша, иначе многу убаво кажавте сите, мислам вие двете, а некој ако нешто сака да праша, да научи, да размениме некој размислување слободно. Покава љубопитност развика и моите ученици. Значи, може да каже Гордана, беше начас кај мене и го ја начна темата за за еврејчето Сара, Луна, не знам сега имињата, како да не сгреша, и за Рудолф, за Рудолф еврејчето, и децата толку се заинтересира, затоа што и тогаш беше денот, кога се посвети одбележувањето на еврејчињата, така да толку 40 минути, значи наставник сум, многу тешко можеш вниманието да го задржиш кај учениците, таа и повеќе подолго го задржа вниманието со оваа приказна. Мислам дека и со оваа книга, значи возбудена исто како позитивна трема беше многу убаво и двете ја представите. Знам дека и нас ова ќе
Со нетрпение ќе чекаме да ја прочитаме денес, сутре, други ден и благодариме што сме дел од овој настан и да продолжиш и понатаму. Горди сме на тебе, да знаеш и на твојот ток. И јас ви благодарам. Како беше и татецот и свека што има кој да го наследи, кој да продолжи по неговите стапки. Мислам дека и во внуците има добар материјал, дека и тие истото ќе го продолжат и ме радува. Еве и Лидија и јас навистина бевме, иако беше на друга возраст, бевме пријатели со таткото на Гордана, како што вели не остави во аманет да продолжи тоа пријателство и навистина ми е посебно мило што многу слични настани правевме кога тој беше жив, а сега сето тоа продолжува и кога тоа што вели Билјана, тоа е на другата страна справност. Секогаш беше со ведар дух, имаше младешки дух и пред умирање неколку дена постојано го велеше тоа. Мојот млад дух е заробен во старечко тело, сака слобода. И му се ближи времето кога ќе си замени и да се ослободи. И можеби тоа е причина плюс, тој му обета беше многу умен човек, да верувам дека постои реинкарнација, постои задгробен живот, сепак постои. Можеби си создавам некаква утеха, но сакам да верувам дека е така. Можеби од некаде не гледа и многу е среќен. Приказната за Луна провејуваше низ моите детски години, не беше табу тема, и мојата мајка знаеше дека имаше голема љубов со една еврејка во време на младоста, и се зборуваше за тоа дома најнормално, но детаљите ги разбрав на 3 дена пред неговата смрт, на 28 април, а почина на 1 мај. Може би ја предчувствуваше смртта, своето скоро заминување и може би сакаше да си олесни на душата. Прво побара чаша ракија и истори во дворот на Плочките, побара вода, да им се најди, рече на луѓето. Во тоа утро морничаво, сите заминаа гладни и жедни. И тогаш ги разбрав детаљите, и тогаш сватив дека вистински била таа љубов голема, а иначе кај нас дома се дискутираше, но како еден вид на љубов која што ете младешка постоила, после се ожени за мајка ми, мислам, најнормално го прифаќаше тој разговор и секогаш кога во врска со Холокаустот се правеја одбележување и прослави, на секоја седмица го читаше писмото Проштевај Луна. Чувствуваше до крајот на животот вина, се чувствуваше маж, но немоќен маж, дека како маж ништо не направи да ги заштити, а не беше моќен. Тоа беше лудо време кога се договорија бугарските, тие така го викат, ова е бугарскиот вопрос, се договорија бугарските и фашистите ги наречам и есесовците, екскурзијата да стартуваат тоа и тоа утро во тој и тој ден од Битола и од Штип и да се наполнат просториите на монополот во Скопје и оттаму да ги транспортираат за Тревлинка и веќе знаеме крајот каков беше. Така да се зборуваше, за ова не беше некоја тема, за нас беше интересна и јас како дете посебно, пошто учевме на школа на историја и знаевме што беше војната, што представуваше. Осветавме помалку или повеќе како дел од неговиот живот, неговите случувања. Јас кога поодраснав, станав студентка, како средношколка веќе почнав да го разбервам тоа, дека ете ја сакал, биле млади, се заљубил, таја заврши како што заврши. Но тогаш кога седнавме да ми раскажува за детаљи, тогаш сватив колку него му горела душата. Имало зошто. Тогаш разбрав ми обрелодени многу работи, кои што ќе ги читате низ книгата и многу неблагодарно ќе беше. Јас емотивно се врзав за тој момент и нормално, после заминувањето на родителот, сите сме си емотивни, ми недостига тој. А јас сметав дека полесно ќе го преголам неговото заминување ако го напишам роман. И заслуга за овај роман што доживеа да се печати во издавачката куќа Сакам книги има мојата сна и син Игор и Сања. Прилично ме изненадија, бидејќи романот првобитно изработен на малата верзија од 100 страници, како што се викаше првобитно еврејката со жолта звезда на челото. Така одеше, така циркулираше. Ракописот од тој роман со наслов Капинјера, а Капинјера на многу луѓе им е непознаница,
Капинјера го доби романот насловот по името кое што татко ми го кажуваше на Луна, ја нарекуваше Капинјера, заради тоа што имала долга до половина коса, црна коса, густа коса, која што имала осјај на капинка. А Капинјера на италијански значи капина и така го доби насловот. И кога стигна романот во Сакам книги, одма ме побара, ја кажа дека е многу интересна приказната, меѓутоа дека е многу мал, како за роман, 100 страници, рече си ништо. Ако можеш да го сработиш, да го дополниш, и така се го напишав и така таа приказна си се истркала до таму и до тука. И се створи ова прекрасно дело. Сега го работам при крај и тој ќе оди горе, еврејчето Рудолф, единственото еврејче од битолското гето што остана живо. Дечињата нивни, малечки се 10 години, деца колку се 2-13. Со нетрпение го чекат еврејчето Рудолф, да. Ги пополнуваме пензионерските денови. Направиме начин и добар пример за младите. Значи добар пример и за сите нас. Браво. Нешто да се занимаваме. Благодарам на сите. Да си земите вака сите по едно јајце, по две, кој како сакат, дури има. Имате и таму бомбони да се послужите. Така, убави празници се зад нас. Може да се сликаме? Може, како не може.